Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Воскресението на праведниот Лазар. Во деновите што следат, идната седмица, ќе ги прославиме великденските празници. Прво доаѓа деновите на Христовото страдање, а потоа и воскресението. Христовото воскресение е победа над смртта и силен доказ дека и ние ќе воскреснеме при свршетокот на светот. Во неговата проповед, Господ Христос постојано го нагласувал неговото дело. Не само што зборувал, туку он вршил и чуда какви што никој дотогаш не правил. Едно од неговите чудеса било и воскресението на праведниот Лазар во местото Витанија. Витанија е село близко до Јерусалим. Воскресението на Лазар се случило непосредно пред неговото свечено влегување во Јерусалим, односно само неколку дена пред страдањето на крстот и воскресението. Лазар бил пријател на Господ Исус Христос. Неговите сестри Марта и Марија биле верни слушатели на Христовата проповед. Но ете се случило, Лазар се разболел и набрегу после тоа умрел. Погребението било извршено во отсуство на Господ Исус Христос, бидејќи он со учениците негови било далечен на друго место. Откако Лазар бил погребан, тогаш им кажал на учениците дека Лазар заспал, па им вели дека треба да оди да го разбуди. Отпрво тие не сватиле дека Лазар умрел, па му рекле: Господи, ако Лазар заспал, ќе се разбуди. Тогаш он им рекол дека умрел. По 4 дена е дошол Христос во Витанија во домот на Лазара, а таму биле собрани многу луѓе, нивни пријатели и роднини, за да ги утешат сестрите. Кога Марта слушнала дека Христос дошол, таа му рекла: Господи, ако беше ти овде, брат ми немаше да умре, но затоа што и да посакаш, Бог ќе ти даде. Христос и вели: Не плачи, Марта, твојот брат ќе воскресне. Знам дека ќе воскресне на општото воскресение, вели таа. Христос си вели: Јас сум воскресение и живот, и кој верува во мене, и ако умре, ќе живее, и ниту еден човек кој верува во мене нема да умре довека. Веруваш ли ти во тоа? Марта вели: Да, Господи, јас верувам дека ти си Христос, Синот Божи, кој треба да дојде во светот. Потоа Господ посакал да отиде на гробот на Лазара. И сите што биле во домот и мнозина што го слушнале и виделе одењето Христово кон Лазаревиот гроб, тргнале по него, предчувствувајќи дека нешто необично ќе се случи. Кога дошол пред гробот, наредил да ја тргнат плочата од влезот на гробницата. Марта му вели: Господи, внатре веќе се чувствува непријатна миризба, оти веќе 4 дена неговото тело се наоѓа во гробот. Но сепак, тие го послушале и ја тргнале плочата. Откако ја тргнале плочата, он се обратил кон Лазара и му вели: Лазаре, излези надвор. Лазар излегол целиот обвиткан во бело платно според јудејскиот обичај и им наредил на наблиските да го одвиткаат. И сите што биле присутни го виделе и се увериле во силата Божја и силата Христова. Во чест на тој настан и ние денес ја празнуваме саботата пред светници, која се вика Лазарева сабота. Преку воскресението на Лазара, Господ Исус Христос директно го предскажал собственото воскресение, кое се случило по наредните денови за неполна седмица. После воскресението, според светото предание, Лазар живеел уште многу години и бил епископ или владика на христијанската црква на островот Крит. Така тој бил жив споменик и сведок на Христовите чуда извршени на земјата, а за наше спасение и наше верување.